Граѓаните доброволно излегуваат, како што многу од нив рекоа, сега сакаат за идните генерации да помогнат, да ја спасиме државата како мултиетничка, мултикултурна, бидејќи не дека тоа е желба на некоја етничка група или на албанците. Албанските партии исто така имаа притисоци од страна, како што слушнавме неколку пати овие денови од некои аналитичари, дека имале притисоци од страна на СЈО кои ги вршеле преку некои амбасади, односно преку странскиот фактор. Така што не може на тој начин да се дојде до некој документ. Од друга страна, многу е симптоматично тоа што се прави во странска држава. Значи, тоа го коментирав и претходно. Сега конкретно ќе кажам дека тоа не е во согласност ни со меѓународното право. И ние гледаме дека писмата што ги прати председателот, кој всушност ја регулира цела оваа состојба, бидејќи како вие ќе прифатите се без да преговарате и ќе прифатите некои работи кои се спротивни на унитарноста, на независноста, на сувереноста и на мултилатералниот карактер, односно на мултикултурниот карактер на државата. Затоа што сите работи, нели, слушнавме пред некој ден во емисија во Центар, како вика дека, нели, бројот телефонски на председателот на опозицијата бил запишан кај лидерите на ДУИ како камиказа, затоа што ги прифаќа сите устои. Тоа е неверојатно. Тоа би дал еден пример, би елаборирал, ако јас ви продавам на вас нешто, некоја куќа или возило, и јас, нели, ја качувам цената. Ставам 30% повише, например, ако возилото вреди 10.000, јас си го продавам за 12. И вие не ми викате 8 па да се најдеме на 10, туку јас ви прифаќам 12.000. И седнуваме на маса, ама ја имам уште некои работи додадено внатре, добро 15 нека биде. Значи, ултимативно се прифаќа. Од друга страна, гледаме дека два документи предложи ВМРО ДПМН кои повеќе се во корист на СДСМ, отколку во корист на ВМРО ДПМН. Првиот беше, како се викаше, проглас за патоказот. Значи, патоказот вика да направиме работна група за избор на председател на собрание. На кого му одговора да се избере председател на собрание? На СДСМ и на ДУИ заедно. Понатаму вели да направиме договор дали ќе се го поништиме овој принцип најголема со најголема партија, а се знае кој победи на изборите. Значи, самата ВМРО предлага, ако сака да се договорат, да го поништа тој принцип. И сите предлози во тој патоказ се за тоа. Значи, за да се изнајде решение да не се дискутира со месеци. Ние видовме коалицирање на имавме пример неколку дена пред тоа како се договорија веднаш за составот на изборот на комисија за именување избор. Значи, фактички за 3-4 дена. И овие прашања, ако се решават, секоја нека се решава по 3-4 дена, мада нели се прават повеќе работни групи, тогаш ние ќе имаме за недела 2 решенија и само ќе се изгласаат тие решенија. Меѓутоа, овде има некоја друга позадина. Тие притисоци, тие ветувања што се дадени на одредени странски центри мора да се исполнат. И затоа ништо не се прифаќа. Ја тврдам дека во преговорите, да кажеме, и во меѓународното право, никогаш не се одбива така нешто анблок. Значи, ние правиме манифест, ви го даваме манифестот, се однесува за најважните државни прашања, вие викате не сакаме да разговараме. А има нели референдум за името, влез во ЕУ и НАТО. Најбитните прашања што се, значи треба прво да се погледне што пишува во тој манифест, па евентуално да се никој не вика ултимативно како тиранската платформа мора да се прифати ово. Туку треба да се разгледа и тие прашања што се од заеднички интерес, како за партиите, така и за граѓаните. Значи, СДС може да излезе со две прашања кои се различни. Меѓутоа, не може све да се одбива, а од друга страна, ништо нема да се реши во Република Македонија без диалог. На крај, повторно ќе мора да се дојде до диалог, за да се решат состојбите, бидејќи така сите сметаат. Мислам дека и опозицијата нема ништо против тоа, не дали има или нема, туку не може на друг начин да се решат работите. Господин Ташневски, сметате ли дека треба да се вклучи во било какви преговори за решавање на политичката криза и граѓанската иницијатива за заедничка Македонија? Па јас сметам дека треба да се вклучи, значи до сега ние ништо не ги прашувавме граѓаните, можеби ова е револт. Затоа што нели се сеќавате како почна сето тоа. Јас мислам дека од тие структури што го испланирале целото сценарио кој претходно го објаснуваме со вашата колешка, дека е испланирано и да се вклучи меѓународниот фактор. Бидејќи кога почнаа преговорите во Пршино, веќе имавме ние она реформа на Припет. Значи тоа било со месеци правено во Република Македонија без никој да знае.
Значи, рекоа дека еминентни експерти десетина работеле со него на терен, кој ги повикал, кој ги пуштил да работи тука, а вика дека дури тој не е ни составил платформата, што е логично, бидејќи не може за толку кратко време да се толку длабоко да навлезе во проблемите, а и некои информации од терен тоа го кажуваат. Дека одредени структури се тоа кои се веќе во пензија, кои веќе значи работат за одреден хонорар и така натаму, не е важно тоа, така што сметам дека само со вклучување на граѓаните, значи конечно да се слушне гласот на граѓаните. Бидејќи гледате дека овде јас реков, еднаш ќе повторам, значи има гласачи на СДСМ, ги гледавме со знамења. Има гласачи кои се неутрални, има гласачи, односно членови на ВМРО ДПМН, не викаме дека нема. Меѓутоа има од сите структури и тие излегуваат само иницијативно. Долго време се мислеа партиите дали да направат нешто, па као некои тврдокорни се појавија што сушност немаа таква намера нешто масовно да предизвикаат, па се мислеше партијата ВМРО ДПМН дали да се вклучи, дури и беше повикана од оваа иницијатива, но одлучи да не се вклучи, да ги остави граѓаните сами да види дали тоа има навистина замав или нема, и сега кога се види дека има, треба барем да се повикаат, да во собрание да се обрадат, да се вклучат во разговорите и веќе не ни треба надворешниот фактор. Зашто би ни требало тоа? Го слушнавме председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, пред неколку дена. Вика, вие треба сами да се решите, да си ги решите работите. А ние чекаме да продолжат реформите. Значи, веќе и меѓународниот фактор ни препорачува сами да си ја решиме состојбата, да не чекаме од друг, како што досега чекавме, бидејќи тоа може да биде контрапродуктивно. И ако досега сите ни препорачуваат, ако досега не е консултиран народ, ако ние имаме во неколку наврати на улиците да излегуваат по 200.000 граѓани, тогаш неопходно е да се вклучат тие и да се слушнат нивните барања. Не мора да се остварат или не мора да се остварат сите, може да се остварат дел. Меѓутоа мора да се вклучат во разговорите, бидејќи нема да престанат да излегуваат. Ова неприфаќање на разговори со нив може да створи само додатни тензии и ќе го зголеми бројот, како што реков, а нема, бидејќи некои се надеваат дека можеби ќе се изморат, па нема да излегуваат. Господин Даштевски, зошто СДСМ и албанските партии не го прифаќаат овој документ? Кој е вашето мислење? Па јас сметам дека баш токму тоа што го кажавме и во првиот дел од разговорот, дека тие центри кои делуваат врз нив, кои ги притискаат, ги уценуваат и така натаму, не прифаќаат никаков диалог. А рековме дека без диалог не може да се затвори оваа состојба и да се реши политичката криза. Така беше и во Пршино, нели, сите најголеми партии, а дотолку повеќе што и ВМРО ДПМН е победник на изборите, има 51 пратеник, за разлика од СДСМ кој има 49. Треба да се почита. Од друга страна, гледаме дека не оди работата. Значи, сите овие документи и патоказот и манифестот ВМРО ДПМН ги предлага за да се покренат работите, за да се придвижат, да одат напред и едноставно се знае дека државата е унитарна, демократска, самостојна, дека не треба да се меша никој од надвор. Како може сега ние да прифаќаме платформа од странство, а документ во Република Македонија да не прифаќаме? Тоа е прво, во манифестот сметам дека партијата ВМРО ДПМН смета дека, бидејќи се зборува дека не се решени сите прашања, не се затворени и според мене сметам дека сите етнички групи во Република Македонија ги имаат сите права, а посебно албанците имаат дури и поголеми права од други етнички групи. Ние имаме случаи каде што ромско население, турско население преминува во ДУИ заради нели вработување, заради одредени привилегии кои би ги добило. Значи, доколку не се решени сите прашања на албанците во Република Македонија, треба да се решат. Не викам дека не. Меѓутоа не со ваква платформа. И ако ги видите членовите на платформата, ќе видите дека се работи за една типична федерализација на државата и доколку тоа се прифати во парламентот како највисок нели законодавен дом, тогаш тоа ќе значи и спроведување на таа платформа. Значи, прво е прифаќање, после е спроведување. А ги знаеме кои се. Значи, знаеме дека покрај јазикот, службениот јазик на територијата на цела Република Македонија да биде и албанскиот јазик, што е спротивно нели на уставот на Република Македонија, бидејќи членот 7 вели дека
службен јазик на територијата на Република Македонија македонскиот јазик и неговото кирилно писмо и во став 2 и 3 ги разработува нели како се употребуваат јазиците на другите групи, а посебно на албанците, каде што во средините каде што се над 20% се службени јазици. Значи веќе се службени. Ја не верувам дека на некој граѓанин албанец му е многу битно дали во Струмица или во Берово ќе се зборува албански јазик. Тоа е прво. Друго, се зборува во платформата за знамето, химната, грбот. И потоа подолу се зборува и за името. Значи, нели председателот на СДСМ Зоран Заев рече дека ќе разговараме за тие работи. Зошто би разговарале ако не ги менуваме? Значи разговараме за да се направи проблем, зошто би ако не постои проблем, зошто би разговарале? Тука и се точките за геноцидот. Тука е точката главна за геноцидот. Сега ние треба да признаеме некои геноциди на туѓа држава што нема никаква логика тоа. Значи од 1912 до 1956 година, значи да признаеме дека ние сме извршиле геноцид над албанскиот народ, јас сметам дека тие прашања не треба да се отвараат. Затоа што ако се отворат тие прашања, треба да се вклучат Обединетите нации. Кусо само, каква сметате дека ќе биде судбината на тиранската платформа? Па јас сметам дека после одредено време, значи сега јасно е дека не може да се дојде до решение, бидејќи нормално народот притиска, исто така и ВМРО ДПМН во парламентот, гледаме како се води седницата, има барање исто така да работи нормално парламентот, значи да се отфрли тоа прашање, па после да се дискутира на парламентарни седници што ќе се прифати, што не. Од друга страна знаеме дека многу работи се во спротивно со уставот, а ние треба да ги прифатиме. Посебно ова декларација, односно резолуција, нарекле за геноцид, резолуција во правото за разлика од декларација, значи веќе утврдени факти кои треба да се прифатат. Значи веќе е тоа завршена работа, завршен е геноцид, а декларација е нешто што треба да се прифати, факти кои треба да се утврдат. Така што сега они ја прекрстија во декларација, веројатно ќе се носи таков документ, не знам на каков начин, и затоа сите граѓани прашуваат малку да се доразјасни што е разговарано и што е договорено конкретно. Меѓутоа, ако ги разгледате и другите точки во тоа, не е само таа точка. Значи имате вие комплетна финансиска независност. Што значи тоа? Дали тие ќе ги собираат даноците, дали бидејќи тоа е на некој начин федерализирано, дури и повеќе од тоа. Значи ние на сојузно ниво кога беше СФРЈ, па имавме заедничка даночна политика. Значи главните даноци одеа во државната каса и од таму се распределува во буџетите на Република. Така што ова е веќе класична, а од друга страна имаме точка 6 каде што се вика дека албанците во Република Македонија треба да бидат вклучени во преговорите со Бугарија, не се објаснува зошто, бидејќи нема некои преговори посебни со Бугарија, и да дојде до интегрирано управување на граничните премини, што значи дека нели отстранување на караулите и правење на една караула во која ќе бидат сместени значи заедничко управување на граничните премини и отварање нови гранични премини, што е последниот став, последната точка од 6-та точка, каде што тоа би значило комплетна федерализација, а знаеме дека тоа не може да се случи туку така по мирен пат, дека соседите сите едва чекаат да се случи нешто такво, дека Србија не би прифатила такво нешто. Знаеме дека веќе се води постапка за геноцид против Србија во Сребреница и сега ова ние ако прифатиме, значи тие дека се геноциден народ. Тоа не им одговара ни на другите групи, затоа што нели еве и вашите репортери рекоа не ни треба бинационална држава, туку мултинационална, тоа што било секогаш. Сите групи така и почна да се создава Охридскиот рамковен договор. Тоа што го пишуваме во декларацијата на независност на која денеска се поклони од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Куси сме со времето, имаме уште една содржина, имено она што ни останува за крај на овие вести, да проследиме како помина денешниот протест на телевизија Нова. Имено, ќе ги искористам вас и вашето присуство овдека, упатени сте за сите работи. Сметате ли дека случајот Труст кој го отвори специјалното јавно обвинителство е темпиран? Зборувам и мислам на она дека откако народот спонтано и свесно започна да излегува на улица, телевизија Нова уште од првиот ден да ги пренесува протестите, професионално да известува за нив, се почна да се занимава со медиумите. Еве, слушнавме од пред некој ден или од одредени структури од СДСМ, како што беше Палевски на емисијата во Центар, дека и СЈО е всушност дел од тие структури на Сорос,
кои се во согласност работат со одредени центри странски и кои спроведуваат одредени желби на тие центри. Значи, вие ако зборуваме за случајот Трус, треба да убациме уште неколку случаи за да видите дека тоа се оди синхронизирано. Например, вие почнува ТВ Нова да ги пренесува протестите и се гледа дека тоа е нешто многу масовно, дека може да го спречи формирањето на ова и на признавањето на тиранската платформа и на ова влада која би ја усвоила таа и би ја спроведувала, што значи на некој начин и федерализација на Република Македонија, така што веднаш се покренува случајот Труст. Гледаме овие денови кои се најсилни говорници во парламентот на Република Македонија, Илија Димовски, Антонио Милошевски. Двајцата се повикуваат веднаш во СЈО, се повикуваат, значи кога требаше и покрај тие медиуми, прво беше оној случај со Долна Овлека, значи за да се замолчат и други медиуми кои сега пречат во спроведувањето на таа тиранска платформа, односно во правење влада која би ја прифатила таа тиранска платформа, иако е тоа предизборна измама. И на крај доаѓа овој случај со Антонио Милошевски дека имал авион, што веќе го прави гротескно сето тоа функционирање на СЈО, што значи сите тие случаи се нарачени по потреба како се одвива политичката ситуација во Република Македонија и на некој начин со таквото постапување вие се само девалвирате. Значи никој не го напаѓа она што си го прави СЈО, си го прави само. Значи ако вие покренувате случаи за долен веш, за авиони, па авион тоа не е играчка, куќа можете да сокриете на некој начин, но авион не можете. Тој се регулира и со меѓународни прописи, бидејќи се работи за авион, значи преминува во други територии, така што тоа се некои небулозни работи, смешни работи, кои ја девалвираат и така ниското реноме и улогата на СЈО, која знаеме дека е противуставна категорија и дека делува политички само во интерес на една структура и конечно во контекст на она што го рековте вие, дали работи по диктат, значи немаме ни еден процес од страна на владеачките гарнитури до сега, односно од страна на сегашната опозиција која е во најава да прави влада, ни еден случај. Нели се збореше дека тоа имало најмногу биле тие преслушкувани, а потоа другите, ниту пак имаме од ДУИ, сега бидејќи ДУИ сега сака да влезе во власт. Случај на професор од Зајас, чинам дека беше. Па не знам, тоа беше исто така во политичка цел, меѓутоа зошто нема? Затоа што сега и други изјавуваат дека ДУИ е под притисок, бидејќи ако не ја прифати ова платформа, ако не прифати коалиција со СДСМ, иако ВМРО ДПМН 2 пати прифаќа, со 63 пратеника да оди во коалиција со ДУИ, како најголема албанска партија, сега ДУИ одеднаш како најголема албанска партија не прифаќа да оди во коалиција. Не верувам дека е тоа нивна лична одлука, верувам дека е тоа под притисок на одредени структури, кои доколку не прифатат тие, ќе им поднесат и на нив. Бидејќи јасно слушавме во бомбите и имаше и дури некои неморални работи кои ги пуштаа и со цел да му наштетат на ДУИ и на некој начин му наштетија. ДУИ од 19 пратеника има 10. Затоа ДУИ сега треба да работи на тоа. Јас сметам дека за разлика од Села, кој е многу радикален, претерано и кој го кажува тоа што ние го разговараме сега, нели, и пратеничката Дода и Хашим Тачи рече дека албанците треба да ја земат судбината во свој... Тоа се радикални изјави. Сметам дека најмудар политичар во моментот е Али Ахмети, кој точно знае, не брза, дипломатски се однесува и чека одредена вистинска ситуација за да ја донесе вистинската одлука. Според мене во овој момент вистинска одлука, а ќе видиме дека не знам колку ќе траева, дали 2-3 месеци или 5 месеци, вистинска одлука ќе биде нови избори каде што точно ќе се види волјата на граѓаните, дали се за таа платформа, посебно на македонскиот електорат, или не се за таа платформа, бидејќи тоа не беше така поставено пред изборите.